Кукичка на дрво не е дом е новата книга на Милена Силјановска, која што ќе ја промовираме ова утро во Добро утро секое утро. И зошто Кукичката на дрво не е дом, ќе дознаеме токму од авторката Милена Силјановска. Честитки, Милена, за оваа книга која што е збирка на поезија. И како настани, зошто Кукичката на дрво не е дом? Добро утро и од мене, баш ми е драго што се гледаме за една ваква пригода. Кукичка на дрво не е дом е збирка во која што се вклучени голем број на песни за кои што се здобив со Антев Златник во 2023 година, така што ете некое време веќе тлеела таа поезија во мене и драго ми е што еве пристигна во вистинско време, додека надвор зимата не ги покрива дворовите. Мислам дека ова се вистинските зборови за мене кои што ќе ме засолнат и ќе ме заштитат од оваа зима. За оваа метафора ќе откриете повеќе меѓу стиховите, бидејќи на некој начин се врзани сите песни внатре, поделена е на неколку циклуси, но еве се погоди така и со снегот и со зимата, бидејќи самата корица го најавува тоа, односно на корицата се наоѓа слика која што е дело на Никола Пијанманов и што го носи насловот Зимска тишина, така што ете накратко може да кажеме дека оваа поезија е за тишината која што е внатре во нас и вечната зима која што ни ги заледува чувствата, но сето тоа меланхолично чувство за кое што поетите добро знаат за кое зборувам, се провлекува низ секој стих и ете тоа ќе ми понуди едно засолниште и ќе ми донесе една кукичка на дрво која што ќе ме заштити од снегот. Или идеално време за читање токму на оваа збирка која што е во издаваштво на издавачката Куќа 3, секако нели може да се најде во книжарниците на 3. Милена, во 3 моментално е и она зимска акција која што почна од почетокот на годинава, што се нуди еве во овој зимски период кога сите сме некако повеќе за дома со чајче под кебенце и секако добра книга. Да, секако во книжарниците на 3 ќе ве пречека една топла атмосфера која што ви нуди уште потопли книги, затоа што јануари е обично време кое што го поминуваме дома со семејството, за празниците и кога надвор е студено, топлите книги се вистинскиот начин за грејење на душата. Тука ќе ве пречека попуст на сите наши изданија на 3 и на Publisher, како и различни понуди што ќе овозможи да се вдомат луѓето што е можно повеќе книги, како на пример понуда од 3 книги за 500 денари, 5 книги за 500 денари или книги на распродажба кои што се 99 денари и со овие акции ние имаме за цел да им покажеме на луѓето дека вредноста и цената не е исто, односно дека и може да се најдат и книги по многу пониска цена, но кои што имаат навистина голема уметничка вредност и кое што може токму да им го промени животот на почетокот на годината кога е вистинско време за промени. И исто така овој зимски фестивал на книгата ќе организираме повеќе настани, датумите ќе може да ги следат по медиумите или на нашите социјални медиуми на кои што ќе објавиме целосната програма, но еве накратко може да ги најавиме Виолета Танчева Златева, која што е приреди антологија на Копнежот. Тоа е антологија на песни кои што се наменети за Копнежот уште од почетоците на македонската поезија па се до современата. Тоа ќе се случи на 16 во четврток. Исто така понатаму ќе го најавиме и Николај Терзијски, кој што е познат странски автор и чија што книга Звезди под клепките исто така во превод на Виолета Танчева Златева излезе неодамна и гледаме дека привлече внимание, па мислам дека тој настан ќе биде доста интересен и секако Румена Божаровска, која што со незината книга Тони навистина предизвика бум тука и доживеа и второ издание, иако промоцијата беше само на 4 декември, што е многу брзо за наши домашни изданија, вообичаено не оди толку брзо. Така што ќе имаме прилика и со неа да се сретнеме. Венко Андоновски ќе биде тука, исто така и тој излезе со еден нов прирачник за пишување, со неговата книга Опијатите на лепословието. Имавме и курс исто така, односно мастер клас за креативно пишување и ќе имаат прилика и учесниците на мастер класот да се сретнат со него. Тоа е исто така интересно за најава и неговите 2 нови сликовници кои што ги очекуваме.
мојата прва азбука на времето и мојата прва азбука на просторот, но за се тоа ќе можеме детално да зборуваме и се надевам дека ќе се видиме со сите, нека не ги спречува зимата која што надвор не го покрива денот, но сепак во срцата треба да останеме топли. Да, убаво споменато Милена, иако нели некако не ни сакаме нешто многу често да излегуваме надвор, но супер убаво е да присуствуваме на промоциите, убаво е да дојдеме во книжарниците на 3 да си набавиме супер книги со одлични попусти, но и нели може да биде и идеален подарок, иако нели се уште сме вака во овој постновогодишен период, доколку заборавивме некого нели да му подариме нешто, можеби ова ќе биде следниот подарок со сите овие супер акции кои што ги има книжарницата 3 за сите читатели, за сите влюбеници во книгата во овој месец на читање, може да кажеме дека. Да, и токму така и сега ми се поврза и токму и тоа е мотото на овогодишниот зимски фестивал, односно книгите са нашиот дом, а каде што се книгите, значи таму е домот, што значи дека и книжарниците са нашиот дом и токму затоа не ги повикуваме да дојдат во книжарници каде што ќе ги пречека една голема топлина и да се чувствуваат како дома. Ти благодарам, Милена, за одвоеното време. Се гледаме наскоро со новитетите кои што ќе ги има повторно книжарницата 3. Ви благодарам и вам и уште да ги споменеме кога сме кај новитетите, бидејќи во големо исчекување се на новата книга на Елиф Шафак, На небото има реки, а најавувам дека ќе пристигне во текот на јануари. И уште едно големо име, тоа е Габор Мате, кој што е водечки во својот жан на медицинска психологија, така што ете тоа нека биде последна информација која што навистина ќе ги привлече читателите кои што не следат. Ексклузивна информација за сите влюбеници во книгата, за сите читатели, сите оние верни поддржувачи нели на издавачката Куќа 3. Ти благодарам уште наш, Милена. Фала и од мене.